Денеска, Маја, слушаме цело време, буквално насекаде околу нас, маркетинг. Сите работат маркетинг, сите зборат за маркетинг, но што всушност подразбира зборот маркетинг? Така точно, и истото чувство го имам и јас. Зборот маркетинг стана еден од најпопуларните зборови во последниве години, иако како дисциплина е релативно млада, меѓутоа од моето искуство професионално, затоа што се бавам долги години со маркетинг, сепак можам да заклучам дека не се применува и не се употребува во вистинска смисла на зборот. Најчесто кога ќе го споменеме зборот маркетинг, го поврзуваме или со реклама, или со продажба, или го поврзуваме само со еден сегмент од неговиот холистички концепт, а всушност значењето е многу покомплексно и многу посложено, затоа што маркетингот представува една концепција, односно филозофија на работење, која што потрошувачот го става во фокусот на внимание. Се тргнува и се завршува со потрошувачот, односно популарно наречено сега, клиентот. За да може една компанија да ја реализира оваа концепција, односно оваа филозофија на работење, мора да примени интегриран сет на активности кои што ќе бидат во насока на идентификување и задоволување на потребите на потрошувачите. Тоа значи како концепт во себе истиот содржи 4-5 елементи, оние основни елементи кои што секако од неговото појавување како концепт до денеска доживеале низа трансформации и дополнувања, меѓутоа оние основни базични елементи се производ, цена, промоција и дистрибуција, што значи промоцијата, односно рекламата, е само еден сегмент од маркетинг концептот. Прво, секоја компанија мора да знае што ќе понуди на својата целна публика. Понатаму каква ценовна стратегија, односно политика ќе применува, која што ќе биде во исто време и конкурентна. Сето тоа што го нуди и пласира на пазарот, треба правилно да го искомуницира, да знае кому се обраќа, каде е тој на кого што му се обраќа, кои зборови да ги примени за да бидат разбрани од страна на публиката и да бидат декодирани, односно дешифрирани, да има фидбек од страна на целната публика и на крај понудата да ја донесе на вистинско место, во вистинско време до својата целна публика на начин кој што е подобар од оној кој што го применува конкуренцијата. Така да се навратам на почетокот, навистина станува збор за еден комплексен концепт, кој што јас од мое лично и субјективно размислување можам да ги поделам активностите или задачите на маркетингот на следниот начин. Маркетингот им помага на компаниите да си го утврдат својот идентитет. Тоа е примерната улога на секој маркетинг концептот. Откако ќе се идентификува идентитетот, потоа треба да се применат активности како тој идентитет ќе се представи пред целната публика, односно ќе се позиционира и како истиот ќе биде перцепиран од страна на истата. Тоест, последниот чекор е јасно позиционирање или градење на имидж, популарно наречен, односно слика или перцепција која што имаат потрошувачите, кои што на крајот денот го даваат крајниот суд. Супер. Фала ти многу обавен, поширок, одговор. Така што добро, тука сега разговараме за маркетинг, каде што ние сме го учеле, нели, и сме го работеле години наназад, но сега всушност кога ќе ја прашаш младата генерација што представува маркетинг и да направат таа диференцијација помеѓу маркетинг и дигитален маркетинг, оние тоа го прават како добро маркетинг е TikTok, Facebook, социјални мрежи. И сега тука сакаме дистинкција да направиме што е всушност, која е разликата помеѓу маркетинг и дигитален маркетинг. Стана и дигиталниот маркетинг многу популарен од едноставна причина што со појавата на дигиталните платформи, и вие овие што ги споменавте, посебно популарните Instagram, TikTok и Facebook, некако целото внимание ни се пренасочи кон нив. Тоа значи дека и компаниите почнаа да размислуваат холистички во насока на тоа дека покрај традиционалните алатки, инструменти кои што ги применуваа, и се уште ги применуваат, меѓутоа многу поретко, кои што имаат претежно еднонасочна комуникација, за да бидат во чекор со сите промени, едноставно, неминовно, задолжително мора да се префрлат на тие дигитални платформи. И во најширока смисла на зборот, дигиталниот маркетинг малте не представува маркетинг концепт кој што е адаптиран на сите тие дигитални платформи. Сега има уште еден предизвик кај дигиталниот маркетинг, за да можеме ние дигиталниот маркетинг да го користиме и да го примениме во својата маркетинг стратегија, мора да
го имаме во предвид моментот на дигитална писменост. Не е само едноставен настап или една објава обична која што е при тоа органска, не е претходно стратегиски подготвена, не се земени во предвид целната публика на која што и се обраќаш, клучните зборови кои што треба да ги применуваш и така натаму. Ако ги земеме само овие аргументи во рака, тогаш ние едностранно го применуваме концептот, односно тоа е многу сувопарно и не е поддржано од стратегискиот концепт за настапување на пазарот во било кој аспект, дали се работи за традиционален или се работи за некаков дигитален концепт. Да се вратам на почетокот, дигиталниот маркетинг се разликува од оној традиционалниот маркетинг меѓу повеќето активности. Една од главните компоненти е двонасочната комуникација. Кај дигиталниот маркетинг имате двонасочна комуникација, односно настапот на овие социјални платформи или дигитални платформи со целната публика, кои што во единица време, реал тајм, веднаш може да ни дадат некаква информација, фидбек, кој што многу брзо ќе го инкорпорираме во стратегијата и ќе направиме промени и ќе се адаптираме на тие промени, односно на тие барања. Друга карактеристика за дигиталниот маркетинг е уникатноста или автентичноста, која што исто така е сега многу популарна. Мораме да бидеме навистина автентични, затоа што на тие дигитални платформи има една плејада компании кои што имаат светска присутност. Ние не се бориме само со компаниите кои што тука не се околу нас или во регионот, туку се бориме и со компании кои што се наоѓаат насекаде во светот, затоа што клиентите едноставно доаѓаат до информации, податоци, до понуди кои што се од светски размери. И ако сакаме ние да бидеме конкурентни на овие платформи, тогаш треба многу повеќе аспекти да земеме во предвид кои што се случуваат на светско ниво, не само оние кои што се наоѓаат околу нас во нашето потесно окружување. И уште една, има многу карактеристики, ве се обидам само неколку да истакнам и да земам во предвид, метриката, односно мерливоста. Многу брзо ги мериме резултатите, затоа што една можеби од клучните критики под наводници ќе кажам на маркетингот е тоа што инвестициите ги правиме сега, а плодовите ги береме, односно ги гледаме многу подоцна, малку подоцна, а можеби ќе помине една година. А кај дигиталниот маркетинг, односно настапот на социјалните мрежи, исто така резултатите можат да се покажат подоцна, меѓутоа во финансиски аспект, но фидбекот го гледаме во моментот кога ќе настапиме на тие социјални платформи и секако кога ќе ги видиме сите овие придонеси, нормално дека по прифатлив ни е и за менаџирање, и за управување, и секако многу побрзо доаѓање до побрзи резултати од една страна, од друга страна не смееме да заборавиме дека генерацијата Z и сите останати генерации, алфа и сега бета генерацијата кои што доаѓаат така на сцената, тоа е местото каде што можеме да комуницираме. Мислам дека како што ќе доаѓаат генерациите, традиционалниот маркетинг постепено ќе се губи, иако тој интегриран пристап бара некако има комбинација од едните така, да и од едните и од другите типови на маркетинг да се земат во предвид, меѓутоа како ќе се случуваат промените во вредностите, во начинот на размислување на овие нови генерации, дефинитивно социјалните мрежи, односно дигиталните платформи ќе бидат местото каде што задолжително секоја компанија мора да си најде свое место и да изнајде начин како ќе комуницира со целната публика. Супер, ајде да го спомнеме тука најважниот дел, а тоа е позиционирањето. Еве, например, јас имам некој производ, услуга, така, но имам многу голема конкуренција. Конкурентни компании околу мене, еве можам да кажам десетина. Сите се тие на платформите, сите користат некој вид на маркетинг, комуникација. Како јас да се пласирам, да се позиционирам, за да може да се диференцирам од мојата конкуренција? Како да бидам различен во овој свет на идентичност во секое комуницирање, посебно периодов со AI? Хиперпродукција, живееме во време на хиперпродукција, каде што имаме чувство дека околу нас има малте исти или слични компании кои што нудат исти или слични производи и услуги, и ние се во тој хаос треба да се издигнеме, да се издвоиме и да се покажеме како такви пред целната публика. Позиционирањето е клучот во маркетинг концептот и има многу совети кои што ги земаат во предвид компаниите. Јас во овој момент
би издвоила 3 кои што сметам дека се клучни за да бидеме сигурни дека добро ќе се позиционираме на пазарот. Добро би било да најдеме одговор на 3 клучни прашања кои што би си ги поставиле нашите потрошувачи, односно клиенти или целната публика. А тоа се: зошто мене луѓето или клиентите би ми верувале? Второто прашање е: зошто би ме сакале? И третото прашање: зошто баш мене ќе ми изберат од сите овие исти или слични производи на пазарот? Одговорот на првото прашање, зошто мене да ми веруваат, се наоѓа во знаењето, односно експертизата кој што јас како компанија заедно со сите процеси и вработени кои што ги имам, ќе ги поседуваме. Што е она што јас преку моето знаење, преку начинот на кој што работам, преку експертизата што ја нудам, ќе им влеам доверба на потрошувачите, односно целната публика. И довербата е клучот во градењето на релации и врски. А ако не успееме ние да изградиме доверба, тогаш нема да можеме да успееме и да воспоставиме некакви релации кои што ќе тежнеат понатаму кон воспоставување на лојалност. А лојалност е клучот. Така ние сите се бориме за лојални клиенти, затоа што знаеме дека лојалните клиенти ќе бидат секогаш тука покрај нас, секогаш ќе бидат заинтересирани да пробаат нешто ново, кое што ќе го понудиме на пазарот и секогаш се спремни без исклучок и без никакви ограничувања да не препорачаат на некои други поблиски или подалечни пријатели, колеги, соработници. Така, тоа е оној популарниот word of mouth што практично сите компании велат сакам да не зборите, да не пренесувате, и тоа е најевтината алатка. Не, тоа така навидум изгледа. За да дојдете вие во ситуација да ве зборат другите, треба многу во себе да вложите. Треба да покажете дека навистина инвестирате во своите капацитети и тоа ќе биде забележано. Оти ако вие инвестирате, а никој не ве забележи, тогаш имате два проблема: или ништо не сте направили, или тоа што сте го направиле не сте го промовирале, односно презентирале и скомуницирале на правилен начин. Така да, и исто тука би ја напоменала и конзистентноста во секој процес на работата, нели мораме да имаме конзистентност. Ние ќе имаме една реклама и готово сме завршиле. Имаме 5 лојални клиенти и сме завршиле. Значи цело време треба да бидеме, нели, конзистентноста е клучна успехот. Баш убаво поентиравте. И тоа е у суштина основната карактеристика на стратегискиот пристап. Ако вие стратегиски настапувате на пазарот, тогаш конзистентноста мора да биде паралелно со примената на стратегијата тука до вас. Вие стратегијата ја обновувате секоја година, не знам, квартално, месечно, нели зависи за каков тип на стратегија станува збор, најчесто краткорочна, меѓутоа на долгорочна стратегија која што да претпоставиме трае една година, од година во година ние само ја менуваме и адаптираме на промените на барањата и секако во континуитет ја испорачуваме, а тоа оствари ни покажува дека ние сме конзистентни. Кога збориме веќе за стратегија, нели, да заклучиме со последното прашање што би сакала да го искомуницираме, е тоа што би се случило и дали би имале компаниите стратегија доколку се изгубат социјалните мрежи. Еве, од утре немаме социјални мрежи. Каква стратегија, каков колапс би се случил, бидејќи сега стратегиите се насочени стрикно кон постовите, што ќе постираме, зошто ќе постираме, како и до кого. Сега тука дали ќе постои воопшто, дали имате стратегија? Еве, вие како консултант можете да ме кажете со компаниите што соработувате, дали се спремни да направат бекап, нели, ние викаме план Б, каде што они ќе имаат веќе стратегија што не е зависна од дигиталните содржини. Мора да се спремни. И ако се спремни, тогаш всушност зборуваме за некаков стратегиски пристап во работењето. И тоа е поентата на стратегијата, да може во единица време да направи трансформација на истата и да ја адаптира на ново настанатата ситуација, како што пред некоја година беше ковидот. Не затекна, неподготвени сите и не знаевме што да направиме за да се адаптираме на тие новонастанати услови. Меѓутоа, мислам дека тоа ни беше една убава лекција, убаво четиво, кој што ни покажа дека мора да бидеме агилни, мора да бидеме брзи и приспособливи на новите услови кои што допрва ќе доаѓаат. Ние сега не можеме да претпоставуваме секако следејќи ги трендовите што ќе дојде, меѓутоа може да дојдат некакви промени на кои што во моментот и воопшто не сме свесни и не ги размислуваме, а секако кога ќе дојдат ќе мораме да се адаптираме, така да колку во нашата стратегија
колку нашата стратегија ја направиме растеглива во смисла да ја менуваме и да ја адаптираме на ново настанатите услови, а толку тоа ќе не направи поконкурентни на пазарот. Оти ние ако направиме ригидна, строга стратегија која што применива само за одредено време и за одредени услови, тогаш во друго време и за други услови ние нема да можеме да ја промениме и да ја адаптираме на условите. Секако сега тука треба да се земат во предвид многу фактори меѓу кои што и големината на компанијата. Знаеме колку е поголема компанијата, толку има построга хиерархиска структура, толку односите се покрути и толку адаптибилноста е посложена, односно потешка. Помалите компании, микромали, па ајде додекаде и средните компании, тие имаат меѓу другото предност во однос на адаптибилноста. Но кога ја на стратегијата, меѓутоа да се вратиме на почетокот, кога ја подготвуваме стратегијата, треба секогаш да го имаме во предвид фактот дека времето е флуидно, промените се многу брзи и мораме да ја направиме стратегијата на таков начин да можеме да ја промениме, односно да се прилагоди ако настанат одредени промени, брзо да се прилагоди. Еве сега само сакам да го споменам моментот бидејќи ги спомнавте социјалните мрежи, колку се сега популарни и колку се сега популарни инфлуенсерите. Секојдневно го споменуваме и како поим и како термин и тоа од друга страна ги поттикнува други поединци брзо да влезат во тие води, затоа што таму гледаат просперитет во секоја смисла на зборот. Меѓутоа не мора да значи дека тие ќе бидат врвот во маркетинг концептот, односно едни од алатките кои што треба да ги применуваат компаниите, односно ќе им донесат раст, ќе им донесат бенефити, ќе ги направат конкурентни на пазарот. Важно е да се искористи она што во моментот е актуелно и да го процените ризикот и да ја процените корисноста од моменталната ситуација. Се додека е актуелно, се додека носи некакви приходи, но дава бенефити, треба да се искористи. Во моментот кога ќе забележите дека немате корист од моменталните услови во кои што се наоѓате, тогаш морате брзо да направите трансформации и промени во процеси, во структура и во вработени, во вештини, во компетенции и колку побрзо се адаптирате на новото време, толку побрзо позицијата ќе се ја задржите. Може да отидете на некоја повисока позиција. Спомнавме инфлуенсери, морам ова да дојдам до крај, нели како заклучок, бидејќи едно прашање до вас, што сметате? Колку е важно кој ни ја пренесува нашата порака? Најважно, затоа што нели комуникацијата е клучна во маркетинг концептот, затоа што пред многу како што споменав, ако тоа што го работите не го пренесете до вашата целна публика, не знаат кои сте, што правите, каде ве има, тогаш исто како и да не работите. Сега има еден парадокс, ние претходно сме го разговарали, сега сакам да го споменам. Како дојдовме во време кога инфлуенсерите се многу важни и многу влијателни, а инаку инфлуенсерството постои како постои човекот. Сите ние луѓето, кога во нашето окружуваме, вршиме влијание на некого, во смисла вршиме промена на негови ставови, негови размислувања, така, ние сме мотене сите инфлуенсери. И откако се појавува маркетингот со сите негови поддисциплини, меѓу сите нив се појавува и поддисциплината односи со јавноста и со нејзиното појавување се правеле многу експерименти, меѓу кои што еден е многу познат, каде што се види дека основоположникот на маркетингот ги ангажирал експертите, како што се доктори, професори, не знам, педагози, наставници и така натаму, ги ангажирал за со својата експертиза да излезат во јавноста и да извршат некако влијание кај широката популација. Сега денеска, во каква ситуација се наоѓаме? Сите овие влијателни личности кои што ја имаат, се уште си имаат експертизата, ангажираат инфлуенсери за да ја пренесат нивната експертиза на целната публика. Сега може би малку парадоксално звучи. Парадоксално, да. Но јас тука исто ќе се надоврзам со тоа дека мислам дека човекот, еве ние како единки се поврзуваме со некој што имаме слични или исти моменти во животот, периоди. Нели еве на пример мајка се поврзува со мајка, повеќе ќе верувам на некој што има искуство во тој процес, што го поминала, така што се поврзуваме повеќе со некој што е сроден на нас и нашите проблеми, затоа и толку многу експанзија направивме со инфлуенсерството и само што многу е важно на кој инфлуенсер ќе ти ја пренесе таа порака како компанија, треба да бидеш, да знаеш точно каква содржина, не можеш сега ти
продаваш одреден производ, а го даваш на некој што поима нема од Да. тоа, воопшто него не користи, не е ни во тој свет. Така Ние што така, ние во принцип луѓето 80% од одлуките ги донесуваме несвесно, односно со помош на афективниот систем или со емоциите. посебно ние жените. Посебно припадниците на женскиот Да, пол, пол. когнитивниот систем, бидејќи нели ни бара поголемо ангажирање на напор, некако гледаме да го тргнеме на страна колку што можеме повеќе, односно во сите оние ситуации каде што можеме ние да донесеме одлука преку чувствата, тоа го правиме така. Основно во некои ситуации, некои си 20% од одлуките кои што ги донесуваме на когнитивно ниво. И тука е нели моментот со инфлуенсерите, ние се поврзуваме со луѓе кои што делиме слични или исти животни приказни, односно имаме сличен или ист животен стил, се поврзуваме емотивно со него, градиме релации исто како што ги градиме со нашите блиски, оние кои што ни се во нашето блиско окружување. Не се воздржуваме да ги прашаме, да побараме помош, да кажеме некоја критика, дури и сугестии и така натаму, се во насока на решавање на некој под наводници проблем кој што го имаме, односно задоволување на некоја наша потреба или желба. Супер е тоа што имаме сега една плејада на инфлуенсери, секако секоја компанија треба паметно да размислува кого ќе избере како инфлуенсер, на кого ќе му ја даде довербата, колку тој инфлуенсер позитивно или негативно ќе придонесе во градење на во градење на неговиот имидж, односно во градење на реномето, затоа што и тоа е меч со две устрици, како и секоја друга маркетинг алатка, може инфлуенсерот да те издигне, да ти ја затврсти позицијата, меѓутоа не сме сведоци на многу случаеви каде што едноставно ќе те извадат од колосек и наместо позитивни бенефити, вие едноставно ќе имате многу негативни последици од комуникацијата, односно соработката која што сте направиле со дотичниот инфлуенсер. Точно. И не значи, само ова ќе додадам, дека не значи дека ако има голем број милиони прегледи, Апсолутно. дека тебе како компанија ти Така е. донел некој Да, бенефит. да. Напротив, може да ти донесе, знаеш како, ние луѓето се сакаме да се гледаме, како да кажам, ајде народски сеир да фаќаме. Така е, да. Така што не мора да значи дека бројките го кажуваат Да. вистинскиот резултат, посебно имаме мерливи резултати, но треба два пати да размислиме Точно. и затоа експерти како тебе, како мене, како сите нели што се со долги години во маркетинг светот, Да. знаат да ги проценат и да одлучат точно дали да се насочиме кон таа Така е. стратегија или да одиме Да. во друга позиција. Ти благодарам многу, Благодарам. ние можеме да се разговараме Така. до утре. Ова е со вака. непресечна тема, има многу Така. што да се разговара. Да, ти благодарам. Благодарам.